Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ја подготвуваме за ваше информирање и едукација за квалитетно земјоделско производство. Годинава времето по се изгледа не е на страната на земјоделското производство, чести варијации на температурата, променливо, нестабилно време, што покажува времето и како се одразува врз земјоделството, ќе слушнеме во продолжение на емисијата. Исто така големо незадоволство кај речиси сите земјоделски производители од се она што се случува, од проблеми со откупот, од купните цени кои што ги нудат откупувачите, се на се еден хаос владее 3 децении во македонското земјоделство, а тоа е главната причина зошто аграрот е целосно пропаднат и сигурно, повеќе од сигурно е дека тешка и неизвестна иднината за македонското земјоделство. Бидете со нас и професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Рековме, времето е фактор кој не се предвидува, меѓутоа некако не е наклонето, барем не за земјоделското производство, чести промени на температурите, нестабилност, ниски температури, еве повторно најава за уште еден ладен бран во почетокот на месец мај. Во каква кондиција се земјоделските култури? Точно тоа што рековте, сме со последниот ден од април месец, значи влегуваме во оној мајски амбиент. Сме со ден веќе без малку 14 часовен, значи мегдан за работа во лозарство, во градинарство и во другите кај другите култури, но времето со својата непредвидливост, која мора да кажеме дека сепак сме задоволни од тоа што обично на Благовец се случуваше да имаме температури -3, -5 и да 2-3 години, последните 2-3 години ние имавме сериозни штети. Големи штети, кај кајсијата, кај праската, кај сливата, кај јаболкото, кај калинката и така натаму. Ова година морам да кажам дека земјоделците се задоволни од тоа што температурите не паднаа длабоко под нулата, но сето тоа е благодарење на оној факт кој е присутен, а тоа имаме најмалку 20 до 25 дена поранета пролет со стартот на вегетацијата и со исполнета температурна сума. Таа температурна сума обуслови земјата да се загрее и оние ладни бранови кои беа итекако остри, подлегнаа на амортизација од она сончева енергија која е акумулирана во почвата и каде што се тие одредени врнежи од дожд, а тој удар на ниска температура и можни штети кај дрвцата или во земјоделието, ова година го немавме. И створени се реално предусловите за ние да имаме многу успешна година. Бидејќи и хидролошката состојба е подобрена, за разлика од минатата година, каде што ние имавме 2-3 месеца в сушен период. Да, и лошо стартуваше хидролошки сезоната. Точно. Сето тоа води кон 26-та година да ја декларираме како успешна по однос на условите кои се стварат за добивање на квалитет. Меѓутоа сега влегуваме и во еден сериозен, неизвесен период, а тоа е градоносните облаци кои што може да бидат и како закана за земјоделското производство. Секоја година ние имаме... Државата нема одбранбен систем, она што беше година-две со авионите кои вршеа заселување со сребрени одит, веќе не е пракса, така да оставени се земјоделците сами на себе да се снаоѓаат или народски речено што ќе даде Господ. Така е. Тоа што го зборите, сосема сте во право, со сребрени одит од 2-3 години ние имавме успешна заштита од градобитност. И тука, зошто го окинаа тоа, демек сметало на авионите, имало штетни последици, сето тоа е комерцијализација, каде што осигурителните куќи, кога немаше штети од град,
луѓето не ги осигуруваа насадите и тука немаше профит од осигурителните компании кои взимаат големи плати, точно од грбот на земјоделците. Но, како и да е, ние сме на пат. Сега има уште најава на уште еден ладен бран. Јас сум од повозрастните генерации, ние имавме години наназад, имавме во мај месец снег. Сега, таквата најава на стварање на еден многу голем ладен бран од Русија, најавува дека ќе фати Европа и температурите може да паднат ниско. Веќе овие, мислам, утре и други ден се можни ниски температури и веќе врнежи на снег на високите места. Но, пак ќе кажем, рефлексијата и температурната сума и потерувањето на вегетацијата обуслови да се тоа амортизира и ние нормално би било со добра организација на водноводните системи во јули, август, кога ќе имаме потреба од вода, тие да бидат спремни да одговорат и 26-та година да ја квалификуваме како успешна. Поради тие сушни периоди кои беа, каде што виновата лоза точно добро мина минатата година, благодарение на тоа што имавме сушен период и немаше од тие патогени оболувања во поголеми размери. Сегашната состојба, потерувањето е фантастично, исфрлањето на гроздовите е фантастично и има одредена појава на пајакот, односно грињето кое кај одредени производители се јавува на првите ливчиња, така брункатост, но тоа јас мислам дека е преводна работа, сега со првото прскање ќе се санкционира тоа и не треба многу да бидат загрижени производителите. Но тоа не значи дека не е пожелно да се уништи тоа, бидејќи младите ливчиња сега при порастот и гроздовите сега се афирмираат и понатаму веќе во втората половина на мај ќе почнат со цветењето. Сето тоа е тековна работа која е зависна од времето и не случајно ние во овие наши едукативни емисии одиме секогаш со освртот за времето, кој е главен фактор за обстојба во аграрот. Реков за хидролошката состојба дека дожд се уште треба. Да, меѓутоа е подобра состојбата споредено со претходната сезона. Војната на Блискиот исток направи сериозни поскапување на цената на ѓубривата, на сите репроматеријали кои што се користат во земјоделството, оризопроизводителите па и сите останати земјоделци веќе се страшно разочарани од цената на чинење на килограм производ. Меѓутоа, по се изгледа се оставени сами, никој не го слуша нивниот лелек дека земјоделството е оставено на пропаст. Каква година ќе имаме во тој поглед, со оглед на тоа дека имаме зголемени трошоци? Владата веќе ги замрзна маржите на вештачките ѓубрива и репроматеријали, меѓутоа тоа се случи откако цените пораснаа до плафон. Многу добро прашање. Јас имам свој одговор. Вистинскиот одговор за вистинска формирана држава, ако сме тоа, а ни далеко не сме. Сега гледам еден необјективен популизам по однос на тоа секој втор збор е граѓанинот, земјоделецот, демек 10% се намалени цените на ѓубривата. А колку беа покачени? 30, повеќе од 30-40. Значи, прво им дадоа да ги покачат, после тоа 10 намали. Значи, со еден збор тоа е игра со земјоделците. Но, јас како стручњак од таа област, реално го гледам тоа. Ние имаме X институции кои се добар терет на буџетот на државата. Лабораториите кои се веќе целосно замрени. Може ќе беше паметно да се бидејќи користењето на ѓубривата е стихиска
појава со Секој години. ѓубре по сопствено убедување, независно од потребата да почне. Точно така. За житото, вика, толку врејки, тоа канот, толку од салитрата, толку од тоа. А сето тоа го ја Ја постапува цената на променува чинење килограм производ. И сега, наместо да се каже ќе бидат субвенционирани производителите, лабораториите кои ги имаме доста добро, да се обврзат површините во Република Македонија, производните површини, да имаат агрохемиска анализа, наместо 300 кила ѓубре, може ќе треба да сфрле 50 или 100, зависно од хранливите вредности кои ги има почвата. Тоа е едно, а стручниот пристап за мене е поважен, бидејќи ќе се додаде количината и однос на ѓубре, тоа што фали во почвата. А крајниот епилог на тоа е добивање на квалитетно производство со помали количини ѓубре. И сега јас гледам трговците кој набавил колку милиона тона ѓубре, тој набави толку 5%, 10% се. Никој не се свртува кон вистината. Дали треба тоа ѓубре и кога треба да се фрли? Бидејќи производниот принцип од осамостојувањето во Македонија, било кој земјоделски производител да прашате. И у комбинатите. 3,15 вика пред почетокот на вегетацијата, после преко системот ќе одам со тоа, после со тоа, калциум ќе турам, тоа ќе турам, приватните ги гледам. Никој не вели, чекај, дали треба да јас се трошам. И после тоа, он добива висока цена на производот и трговецот, кој ќе му даде пониска цена, јас не може да ги покрием трошковите. Значи, тука, таа колизија, тука, власта треба да ја има во предвид да ги размрда треба да ги контролираат институциите. и да ги советуваат, едуцираат земјоделците. Институциите за лабораториски анализи на почвата и центрите за едукација на земјоделските производители. Меѓутоа, фрлањето на вештачки ѓубрива неконтролирано го загадува земјоделскиот производ и така. тој наместо да има полезност за здравјето, тој е штетен за здравјето со на сите така. тие нитритивни форми кои што ги Точно така. И сега, тоа е едно за ѓубривата. Препаратите. Во Република Македонија мора да кажеме. Ние имаме стихиска заштита. Да, има препарати кои што се увезуваат под сега. тезга, кои што не се контролирани, кои што се уште се прва група на отрови и државата не могу наблюдува. Најновото што земјоделскиот факултет е за поздравување тоа што треба смислен пристап за примена. Кога првото прскање да се изврши? Еве сега во Кавадарци имам земјоделски производители, лозари, кои веќе 2 пати, вика професоре, 2 пати, 3 пат прскам. Ластарите се... Добро, Смедеревката е малку подпорасната и така. Дали има потреба да прска, тој вика ради сигурност. И се за пајакот, некои површини имаат пајак, точно е тоа, дека требаше да се прска. И, што е најважно, од стручен практичен аспект, имавме блага зима. Каде што сите зимски форми на патогени и штетни инсекти се преживеани. И на повидок е неопходното поранување на првото прскање. Па чак прво и перманентно второ прскање до прецветањето. Сето тоа зависи од временските услови и од состојбата во која се наоѓа виновата лоза. Затоа, сакам да бидам сватен вистински дека стручниот пристап кон успешна заштита, успешна исхрана на виновата лоза, епитетот е квалитетно и економски оправдано производство. Тогаш нема да се оди кон тоа Смедеревката 12 денара, 15 денара, 18 денара. Кој ќе добие квалитет со шекерни единици, тоа треба да му се цене и да му се плати на лозарот.
а не да се манипулира како тоа што се прави веќе последните 30 години. Тука мора да се стави еден крај на тоа, доколку не сакаме и понатамо да ги губим, затоа што ние секоја година ги губиме квалитетните производители и на винова лоза, и на јаболка, и во градинарството. Јас сум сведок, бидејќи мои клиенти бе вика професоре, јас повеќе не произведувам под такви услови. Помош нема, а од друга страна, еве сега зелката вчера, во Струмичко, 5 денари по кило. Вика, дошол човекот, гледа зелка убава, квалитетна, кој му рекол 5 денари, стани оди си, јас ќе ја истанирам и ќе завршам. Секоја година истите проблеми, а зелката беше и до 100 денари килограм во малопродажба, сега е до 35 денари, точно така. Што значи 6 пати е поскапа во Значи трговската нема мрежа. кодекс на лојалност према земјоделскиот И производител. константно Оти одржување на производителот цената. вели, неќе јас зелката да ми ја земат 60 денари. Нека биде 30. Меѓутоа од почеток Од до крај. почетокот до крајот да ми биде гарантиран откупот и да ми биде платено на време. Затоа Тоа е едноставна работа. Но Но ни една гранка во Републикава тоа не се случува. точно е, точно. Рековме дека потребно е едуцирање на земјоделците, токму имаме новина од науката, Да. од фитофармацијата. Во наредните минути да го погледнеме прилогот. Во овие емисии, кои се пред се од едукативен карактер, се трудиме да вградиме онаа што е најново, најинтересно, профитабилно и во секој случај полезно за земјоделскиот производител. Навистина, фитофармацијата со својот еден интензивен скок направи многу за успешна заштита на растителноста на земјоделското производство воопшто. И мора да кажеме дека овие нови работи секако импресионираат позитивно, пред се поради тоа што вградување на науката и трудење да се оди кон нешто кое има мала токсичност, голема корист за растението и успешно контролирање на некој чинител, дали е тоа од патогена природа или инсект кој причинува штета, со еден вистински пристап да ние веќе слободно кажеме дека фитофармацијата е сојузник на земјоделскиот производител, но условно кажано кога тој ги почитува стручните совети и го имплементира и го применува средството во препишаната доза, концентрација и фенофаза од развој на растението. Тие предуслови, тие постулати во фитофармацијата важат за сите средства, а тука со најновите средства ние имаме веќе и фрапантно добри резултати, затоа што тука се става фокусот на она што треба да се примени, кога треба да се примени и кои резултати може да ги очекуваме. Бидејќи имаме специфични години, од година на година глобалните климатски промени праваат одреден чин на отстапување од нормалниот развој на растителниот свет. Понекогаш имаме бујна вегетација, зависно од температурите, зависно од режимот на исхрана, од временските услови, од релативната влажност на воздухот. Развојот на растенијата бувнуваат со една експанзија голема, каде што таквото нешто е опасност за одредени патогени. Ние од струката
сакаме секогаш еден континуиран, постепен раст и развој на растението, со нормален пораст и потерување, со нормално цветење, нормално плодообразување и на крајот нормално зрење и берба. Но понекогаш се случува да ние имаме експанзија на брз развој на ластарите, каде што немаме диференцирани пупки за плодоносење и голем дел од производителите велат, вика професори, имам вика добар развој, но цветот или ми го исфрли, или немам доволно цветење и ред други работи што влијаат врз она за што се одгледува културата. А тоа е приносот. Тоа е квалитетот и конзистенција на месото од производот кој го добиваме. Затоа фитофармацијата, и не случајно збориме дека БАЕСЕФ секогаш со своите 10.000 доктори на науки, со своите навистина крајно професионални пристапи и ангажман на науката на највисокиот ранг, секогаш смислува работи кои се од интерес за производниот процес. И тој чин на ново, ќе го подцртаме, е вистината и за она новост во Регалис Плюс. А тоа е регулатор на пораст на јаболката и крушата како овочни видови. И јас би го нарекол регулатор на нормалниот пораст кај крушата, јаболката и други овочни видови. Зошто го зборам тоа? Затоа што таа нова, буквално иновативна формулација го регулира порастот на овие леторасти што може да стартуваат со јаки нодоси, со слаба диференцијација, со многу нешта кои делуваат негативно врз растението, каде што тоа иде на некоја висина и бујност, а покасно имаме сето тоа на уштрб на нормален чин на плодоносење, нормално стварање на плод и така натаму. Прохексадион калциум е активната материја која содржи регалисот. И што всушност се случува тука? Со апликацијата на ова новост, ние имаме еден внатрешен физиолошки чин на контрола на гиберелините, кои сите знаеме дека се оние основци за порастот и развојот на фотосинтетски и други активности, физиолошки функции во растението. Значи, таа активна материја ја успорува синтезата на гиберелините или контролира, да кажеме, синтезата на гиберелините и со тоа се намалува или заздравува нормален пораст на леторастите, нормален развој на диференцијација на папките, нормален развој с калциумот на структурата на леторастот, што е многу значајно во тој структурен дел да таа биде здрава, со добро диференцирана папка и на крајот нормална плутинизација. Во есенскиот дел, кога листот ја има одиграно својата функција, асимилатите се пребираат, користењето на регалисот овозможува нормално плутинизирање и навремено затварање на листот, папката кај што е, и тука тој паѓа природно. Што не е случај ако имаме интензивен пораст, див пораст, брз пораст, гиберелините не се под контрола и тука имаме доаѓање на слана, листот, асимилатите не ги собрал. Не се повлекле. Не ја добива она каротинска жолта форма. Не се повлечаваат асимилатите, хлорофилот. И тука папката може недиференцирана да влезе во фаза на зимување и тука с мали ниски температури, кога не се повлеклени асимилатите, при
малку пониски температури, лесно доаѓа до мрзнење на таквите папки. Тука регалисот ја игра главната улога за нормален пораст, контролиран на гиберелините, нормална диференцијација на папката, нормално злеење на ластарите и нормално затварање, влегување во зимскиот период на самото растение, на самата папка, ластар и така натаму. Значи се работи за една на вистина иновативна работа која заслужува внимание во овие наши емисии. А луѓето кои имаат насади од круши, од јаболки и други култури, тука може тоа да го почувствуваат каков хабитус при кроењето, при потерувањето. Хабитусот на самото растение го укажува тоа. Со јаки фотосинтетски процеси, со нормални нодуси, со нормална диференцијација на папка, нормални фотосинтетски активности, сето тоа е сведено во регалисот како новост која заслужува внимание. Што е значајно да кажеме? Што треба да се знае, бидејќи секое средство, ако не добие она вистинска форма, како да се примени, кога да се примени, во кои количини, во која фенофаза, тука може да се направи една штета по однос на несоодветна употреба, дали со концентрацијата, дали во периодот кога се прска, дали количината на раствор, време и така натаму. Значи, важно е за регалисот. Првата негова употреба треба да биде во фаза на цветењето на овошниот вид. Зошто баш тогаш? Зошто баш тога да се контролира гиберелините? За квалитетното оплодување, нормалниот трошок и не бујниот сегмент да доминира пред вистинскиот. Нема тука капење на цветот, паѓање на цветот, неоплодување, нема тука несоодветно оплодување, нема тука некоја прљава папка која не заслужува внимание и сите тие адути со само 1,5 литар килограм по хектар ние постигнуваме фантастичен резултат од првичниот чин на примена со нормалното оплодување и формирање на плодовите и нормалниот развој на ластарите. Не ластарот изебол или водобијата отишла 1,5 метар и тука ние имаме една дисхармоничност и тука имаме катастрофа во многу насади, тоа нешто сме го приметили и велат имам бој, а кл нема вика моето дрво. Значи, има многу ластари, водопи, се, а родот го нема и нема го тој нормален пораст на хабитусот на растение. Втората фаза. Значајно за ова, за примената, значи вториот чин на нештата, и тоа само 2 пати треба да се применува и ништо повеќе, е во фаза на образувањето на плодчињата. Тие само со 1 килограм по хектар при развојот на плодовите ние веќе завршуваме со чинот на примената на регалисот во нашиот насад. Понатамошните заштити може слободно да се вршат, бидејќи тоа е една од карактеристиките негови, што ако го имаме фузикладиумот, ако го имаме гимноспорангиеното, ако го имаме ервинијата, ако имаме карпокапсата или така на, ние можеме слободно регалисот да си го употребиме, бидејќи тој е компатибилен при таквата примена. И во таа фенофаза од развојот на растението. И тука што имаме? Имаме еден ојачен чин и развој на нормални фотосинтетски процеси, нормална регулација на гиберелините со оплодувањето на овошниот вид, нормален пораст и нормален развој на нодусите и бидејќи веќе
кога почна плодообразувањето, тука доаѓаме во оној цајтнот период, почнуваат диференцијацијата на папките за наредната година. Тоа е веќе јули, август, како што е сега. Сега веќе ми имаме период на плодорастење, плодозрење кај рани сорти. Но истовремено растението веќе потполно е фокусирано со диференцијација на папките за наредната година. И до крајот на вегетацијата тие се со функционирањето, точно со тој калциум за кој сега збориме, со магнезиумот, тој постигнува еден фантастичен чин на правилна и навремена диференцијација на папките, кое нешто е итекако важно за одредување на родот за наредната година. Квалитетен ластар со диференцирани папки, со добра плотинизација на есента, добро, значи зрење на ластарот, нормално паѓање на лисјата, сето тоа го обусловува регалисот како регулатор во тие внатрешни физиолошки функции пред се контролирајќи го гиберелинот. Значи, тоа мора да кажеме дека една права новост која нас од струката, од земјоделската струка која подлабоко сме влезени, мора да кажеме дека тоа е веќе еден навистина голем чекор кон она контролирање и постапка за добивање на квалитетно производство од кое производителот на тој овошен насад ќе биде крајно задоволен. Што ние постигнавме со примената на регалисот? Значи, ластерите кои тие водопии кои со летната кроење треба да се отстрануваат, но со примената на регалисот ние имаме од 30 до 50% намалување на тој див пораст, каде што масата излегува после тоа есента кога кроиме купишта излегува онаа џабе потрошена храна. Тука со тоа намалување на приносот се концентрира да таа храна влезе во просекот на плодоносењето, во квалитативниот чин на плодот и во нормалното зрење на самота примарна гранка, секундарни и родните гранчиња. Со тоа што се контролира, се намалуваат оние трошкови, како што реков, со кроењето, ние кај некои видови, па и јаболката вклучувајќи кога ја кроиме, 60 до 80% од гранките, од она што од вегетацијата се отстрануваат. При ова имаме редукција на таков див пораст и помали трошкови при самото кроење. И, што го премалку реков, сега го потенцирам, значи асимилатите целосно се насочени кон формирање на плодовите, нивни пораст и здрава конзистенција на месото со оние првични концентрации на киселини и покасно со фотосинтетските активности, трансформацијата на киселините во шеќери. Тоа е на вистина еден подвиг за регалисот како новост што го прави. Значи, формирањето на плодовите е фокусот на регалисот на хранливите материи, а не во оние леторасти кои подкасно, како што рековме, ги отстрануваме и мораме да ги за нив, а тие потрошиле веќе храна. Што генерално, јако го реков, пак ќе го потенцираме, што генерално се добива со примената на регалисот. Прво, и значајно, намалено е паѓање на плодовите. Нормално тука мора да имаме обзирност на тоа, дека паѓањето на плодовите, таа плотинизација предвремена може да биде од тој пореметен систем или неконтролирање на гиберелините и да стане тој абортус.
Со примената на регалисот и регулирањето на таа работа, ние немаме паѓање на плодовите. Нормално со таа заштита мора да се внимава на фузикуладиумот, мора да се внимава на карпокапсата, пример кај јаболката, на вентуријата и така натаму. Но тука регалисот е регулатор да ние немаме, од голем дел производители дојде, јаболката вика прецвета и 80% ми испаѓаа плодовите. Тука регалисот со таа контрола на гиберелините, тука ја дава вистинската форма на оној оптимален род, а покасно и квалитетен плод од одгледуваната култура. При користењето на регалисот и контролата на гиберелините се анулира она можна алтернативна родност која се случува кај некои овошни видови. Вика професоре, првите години така одеше цветење, обилно, врза малку и после почна преку една година вика да ми цвета дрвото. Значи, тоа е губење на оној нормален хармоничен однос и тука се случува она што се случува. А тоа е дека една година бујноста си го прави своето, нема време за диференцијација на папките за наредната година и наредната година немаме цвет за тоа што папките не се диференцирани. И тука производителот губи, вика, почнаа дрвата преку година да ми раѓат. Тука регалисот го дава оној суштински дел на нормална контрола на гиберелините и секоја година оптимално оптеретување со род и со тоа што треба да го добиеме. Плодовите со конзистенцијата на месото и со бојата, оние бојани пигменти, зависно од сортата, дали е тоа златен делишес, каде што ќе имаш кристално жолто-зелена боја, или ќе биде било кој Јонатанот или онај црвениот делишес. Самите бои, бидејќи тука се посреди регулирање на гиберелините, кои се исто така одговорни за тоа, тука имаме квалитетен, сочен и со добар органолептички изглед плодови. Тука го гледате и сами. Овој плод, секој, јас сум сигурен во едно, секој овоштар би сакал такви плодови да има во своите амбалажи кога го бери плодот. Или овие тука. Тоа е делото точно на регалисот, како еден контролор на гиберелините и тука со таа синтеза што ја успорува, тој постигнува еден уедначен пораст и дрвото си има еден целосен органолептички преглед што може да го видите од оваа слика. Што е за нас од оној заштитарски аспект сега на крај да ви кажам? Со примената на регалисот ние имаме зголемување регулацијата, бидејќи она дива брза потреба на млади листови, ветки, овие, кажи ги, бујен пораст, секогаш е лесен плен од една страна од генетски аспект, губење на имунитетот на растението, од друга страна имаме можност за инфективни процеси од некои бактерии, од некои болести, гадни оболувања и штетните инсекти одат секогаш таму кај што е бујно, кај што е сочно и тука тие се примамливи. А при користењето на регалисот имаш оптимална и аерација, оптимално плодување, оптимален пораст и сето тоа делува на позитивно на тие гадни заболувања, како што може да дојде чадливата краставост, пепелницата, пламеницата, вентури, сите тие болести кои може да дојдат при користењето на регалисот, тука имаме еден чин на квалитетна аерација и нормално компатибилна комбинација која заштити растенијето од тие чинители. Што е исто важно? Лисијата над самото дрво, каде што е регалисот применет, имаат еден компактен изглед, имаат една фантастична
органолептичка форма, боја и така натаму, и право зрачење позитивно, кое нешто секогаш како такви не се привлечни за тие штетни инсекти, дали е тоа карпокапсата, дали е тоа минерот, дали е тоа оние пајакот и така натаму. Значи, тука има исто еден чин од заштитарски аспект кој заслужува внимание. Значи, важно е да знаеме дека по големината на плодот од било која култура, да не биде поголема од орев, до тогаш регалисот може да биде аплициран квалитетно, со добар зафат во попладневните часови, и тука имаме фантастични резултати. После тоа не би требало, не е пожелно да се врши апликација. Значи, тие два третмана во првите две фенофази, што рековме, при порастот и цветењето, после цветењето, тука регалисот се ја постигнува во својот физиолошки комплекс, влегува и се ја постигнува својата цел до крајот на вегетацијата. Веќе за регалисот, чим е поголем плодот од орев, нема потреба од било какви употреби. И неговата одлика дека е компатибилен. Бидејќи кај нас се, морам да кажам дека јаболката се прска малку повеќе од колку што треба, токму ради тие болести кои ги има, но наша препорака е регалисот да се применува стручно, во фенофазите во кои рековме, консултација со стручно лице, па со таа консултација да биде и она нормална заштита на јаболката, не 15 или 17 пати, него со стручен пристап да се оди кон редукција, бидејќи и пепелницата, и кладоспориумот, и пепелницата, вентуријата, гимноспорангиумот кај крушата, сите тие, или карпокапсата кај јаболкото, или псилата кај крушата, или пајакот, минерот и така натаму, сите тие веќе се под контрола на современата фитофармација. Само стручниот пристап може да даде резултати од кои секој земјоделски производител ќе биде задоволен. А тој задоволството ќе го има секогаш кога се консултира со стручно лице, а тука резултатите секако нема да изостанат. Редовно ги следиме новостите од фитофармацијата, да заокружиме вечерова нашиот разговор, што ќе порачаме на земјоделците. Преку тој лабораториски образложен нов препарат Регалис, тоа е еден регулатор на пораста кај тотално кај растителниот цвет, видовме дека тоа е нешто кое нема токсични творби, а има мотивација на растението да го имунолошки ојача и да го растението даде генетскиот потенцијал што го поседува како култура. И сето тоа, применето на еден стручен начин, јас нема повеќе да дискутирам за тоа, бидејќи овој 20-минутен прилог образложи се. Значи, со еден збор, почитување на институциите кои постојат, кои живеат од грбот на земјоделецот. Почитување на тие институции и служби кои треба да бидат спремни да му подпомогнат на производителот, тука може да очекуваме подобри денови на кај земјоделските производители. Ќе го земам за пример, во свое време Грција беше полоша од нас. Меѓутоа,
со тие европски критериуми, тие се сега многу подобро организирани и јас кога одам таму и гледам дека агрономот задолжен за сите работи, кога треба да прска, дали треба анализа, кога треба амбалажа да дојде, кога треба берба да се направи, кога ќе му се откупи производ. Тој е лоциран внатре во самиот производен процес, од тоа има личен доход. И нашите служби треба така да бидат. А во која состојство нашите служби, сите добро го знаеме тоа треба се да се рехабилитира Во интерес на земјоделството и производството. Да се даде во интерес на земјоделското производство правото место кој го заслужува. Не е само ИПАРТ програмата што ќе дојдат средства да ги дадеме на луѓето. Не. Тие што се во тој процес на подобрување на производството, зголемување на производството, зголемување на квалитетот на производството за европскиот пазар, тие ќе бидат носители на средствата кои доаѓаат од гора. А тоа нешто, за да се случи, треба една добра организираност во земјоделското производство. Благодарам, професоре. Благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам за времето и вниманието. Ви посакувам секое добро.